Да, Ване, благодарам за најавата. Ние се уште сме на терен, па има многу градска вучава, така што доколку си имал прашање не го слушнав, меѓутоа секако ќе најавам дека ја продолжуваме таа тема од еден поинаков аспект, а тоа е менталната нега кај повозрастните генерации, колку се освестени во однос на посетата на психолог и барање стручна поддршка кога секако тоа е потребно. За сето тоа разговарам со Марија Конеска, психолог. Благодарам што утрово издвоивте време и што ќе поразговараме на тема посета на психолог меѓутоа од повозрастните генерации. Благодарам и на вас. Се надевам дека оваа тема поблиску ќе им ја доближиме на гледачите. Колку возрастните генерации веќе полека се ослободуваат кон пристапот на посета и барање стручна помош, односно дали веќе има подобрување во процентот на возрастни луѓе, зборуваме за некаде над 50-тите години кои што доаѓаат и сакаат да посетуваат психолог. Кај нас се уште доаѓањето на психолог за возрастните, кога зборуваме за возрастните, е табу тема, бидејќи преовладува мислење дека ако одат на психолог, зборуваме нели за возраст над 50 години или над 40 години, преовладува мислењето дека за да оди на психолог тоа значи дека има некаков многу сериозен проблем или дека се болни. Но во реалноста одењето на психолог не е слабост, одењето на психолог е храброст, всушност одењето на психолог е грижа за себе и свесност за своето ментално здравје и грижа за своето ментално здравје. Но сепак таа табу тема владее од порано кај тие возрастни, но помладите веќе ја рушат таа табу тема, па се надеваме дека ќе влијаат и на родителите. Да, споменавме возрастни над 50 години, меѓутоа ете која возрастна група е најкритична во наводници во однос на одењето на психолог, има ли конкретно генерација која што секако се уште одбива да побара стручна помош? Така, возрастната група се уште нели одбива да побараат помош, бидејќи растеле во време кога психолозите нели служеле за само сериозни проблеми и болни луѓе, така било тоа сватено. И бидејќи тие луѓе растеле во време кога се мора да се издржи, кај нас преовладува тоа мислење дека се треба да се издржи, дека за емоционалните проблеми и за емоциите не треба да се зборува, дека животот всушност е таков и така натаму. Но сето тоа ги затвора луѓето и ги става во една стигма дека одењето на психолог всушност не е добро за нив и треба сами да си ги решат проблемите и предизвиците. Сепак одењето на психолог е една реална слика и реално барање на поддршка кај денешните млади родители кои им помагаат нели на своите деца во поминување на критичните периоди од својот живот, каде што нели и денешните помлади родители околу од 25 до некаде 40 години поминуваат и низ еден стресен период и живеат во едно стресно и брзо време и време на технологија која е промена за нив, така да поддршката од психолог станува се поблиска до народот и до помладите. Да, генерацијата нови родители веќе се обидуваат да го сменат начинот на функционирање, особено со своите деца. Ги споменавте тие критични периоди, адолесценција, тинејџерство и се она што значи како нешто ново во животот на помладите. Тука се родителите кои што помагаат со тоа што им овозможуваат да имаат третман кај психолог, меѓутоа како претходно тоа влијава од тие возрастни генерации кои што ги споменуваме врз нивните деца кои што има стигматизација кон психолошката поддршка, па на кој начин некако сето тоа започна да се менува барем во Македонија? Предрасудите од страна на возрастните директно влијаат на помладите, односно на нивните деца. Ако родителот мисли дека срамота и слабост е дека само слабите одат на психолог, тогаш нивното дете ќе се срами и никогаш нема да побара таква помош, ниту пак ќе побара од родителот да го испрати на психолог. Тие деца се срамат, создаваат стравови и потоа живеат во осаменост бидејќи ги потиснуваат своите емоции. Повеќе се срамат и пред своите родители да ги изразат, така да предрасудите стигмата влијае директно на нивните деца. Но сведоци сме дека децата попримаат и нормално е, децата попримаат од наставниците, од околината, од социјалните мрежи, од каде што добиваат информација ако наставниците го прошируваат дека психолошката поддршка е важна, дека споделувањето на емоциите е важно, да ги споделуваат и да реагираат за своите емоции.
тогаш и децата почнуваат да се менуваат, барем денес тоа го гледаме во реалност и во функционирањето на децата. Да, ги споменавте социјалните мрежи, секако и медиумите, тука се и наставниците. Тоа се дел од алката за да се намалат или целосно да се срушат предрасудите кон ова, посета на психолог. Меѓутоа, колку конкретно учат новите генерации токму од социјалните мрежи и колку таму си пружат меѓусебна потрошка меѓу себе? Денес младите и децата се постојано на социјалните мрежи и следат доста јутубери, следат многу, да кажам, психолози и говорници на Инстаграм, на ТикТок. Има позитивна страна, бидејќи доста психолози се токму на тие мрежи и споделуваат совети и ја рушат таа бариера за психолошка поддршка. Од друга страна, има доста и јутубери кои ја поддржуваат токму таа психолошка поддршка. Но не смееме да заборавиме дека постои ризик од неточни информации, од нецелосни совети кои можат и да им наштетат, но генерално зборувано сепак ги доближија младите повеќе до барање на психолошка поддршка. Значи ли тоа дека младите пак можат да одржуваат лекција на некој начин кон повозрасните, односно и тие да го разберат одењето и посетата на психолог како дел од менталната хигиена и рутина за подобро здравје и благосостојба на организмот? Да, значи, од лично искуство со моите клиенти можам директно да споделам колку млади сами се одлучуваат, колку деца и средношколци сами се одлучуваат да одат на психолог, а родителите не знаат ни што е психолог, па нели по многу настојување од детето ќе го донесат на психолог и таму ние објаснуваме што е психологот. Детето е доста слободно веќе и доста знае веќе каде дошло и сака да ги сподели своите емоции. Така да младите веќе ги рушат бариерите и еве ќе се надоврзам токму на ова дека пред една година започнавме заедно со младите и децата токму на ова поле да ја рушиме токму таа бариера и табу тема, кампања, најнапред кампања, дека треба да се слушнат и тие се вредни и нивните емоции се важни, кој прерасна во првата конференција од младите за младите, од децата за децата, каде што младите и децата зборуваат колку таа ментална хигиена и грижа за менталното здравје е важна и колку треба да бидат слушнати. Тоа е порака до возрастните, каде што нели ете ја подигнуваме заеднички и токму таа тема. Сакам исто така ако ево рети да ја најавиме на младите, на децата, на возрастните, на родителите и наставниците конференцијата, втората конференција која ќе се одржи исто во ноември како што започна и лани. За крај на нашиот разговор би го поставила прашањето во однос на колку како народ македонците имаат развиена свест во глобала за менталното здравје и дали заостануваме во споредба со регионот. Да, заостануваме во споредба со регионот, веќе во другите држави веќе психологот, секој има психолог, како што има матичен лекар, свој личен психолог. Ние заостануваме и во онај системски дел, каде што нели психолозите треба да се дел од секоја институција и треба да има бесплатни услуги. Голем дел психолозите кај нас услугите ги нудат приватно, бидејќи не можат на поинаков начин или да ги издржат трошоците, така да треба да има оној системски дел каде што психологот ќе биде многу подостапен и финансиски нели поиздржлив и за младите и за децата и за сите оние кои им е потребно. Марија, ви благодарам многу за денешниот разговор, па секако се гледаме и во следна прилика да ја најавиме и конференцијата која што ќе се случи во ноември. Ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со психологот Марија Кунецка на тема грижа за менталното здравје и од возрастните генерации, меѓутоа и младите, новите генерации како една од алатките за рушење на бариерите во однос на посетата на психолог и барање стручна поддршка.